Ние немаме проблем со нашето име. Ниту пак проблем со нашето име. Имаат 137 народа на 137 држави кои не имаат признаено подуставно име. Затоа, за честа на нашите предци, за честа на нашите потомци, за нашата чест и за чест на оние 137 народа од 137 држави кои не признаа подуставно име, ние не планираме успени името. Зашто? За да задоволиме на Грција. Затоа што тие имаат регион кој се вика Македонија. А зашто се вика нивниот регион Македонија? Затоа што допред 100 години имаат извршено геноцид на македонското население тамо. И сега тие очекуваат ние да го смениме нашето уставно име за да влеземе во НАТО. Но нас НАТО не ни треба. Ние му требаме на НАТО. А доколку му требаме на НАТО, НАТО ќе не почитува такви какви што сме и ќе не прими под уставно име. Ние сме македонци. И многу луѓе ќе кажат проектот Скопје 2014 што имаме ние со антиката, поставете го тоа на големите европски метрополи. Антика е за Виена, за Будимпешта, за Прага. Што имаме ние со антика? Но не. Македонија името е античко. На денешната територија на Македонија има антички градови. Тука е Стови. Тука е Хераклеја. Тука е Стибера. Тука е Астино. Тука имаме ние безброј антички градови, иако моментно имаме само 50% од територијата на Македонија. Да не заборавиме, Македонија, етничка Македонија е со Солун, со Кутлеш, со Кутуш, со Ленин. Александар Македонски е роден во Пела. Пела е дел од Егејска Македонија, која до пред 100 години беше во нашиот етнички состав. И ние се поистоветуваме со Александар Македонски. Зашто? Ќе каже некој, па што имаат денешните македонци со таа Александрова цивилизација? Но не е така. Затоа што два еминентни европски институти се имаат произнесено по генетска анализа дека денешните македонци се најстични со таа цивилизација. И тие институти вие самите може тоа да го проверите. Едниот од Мадрид, Шпанија, а другиот е од Цирих, Швајцарија. Јас не бев 66 дена со колегите наши што протестирав. Не бе само 44 дена. И кога ги опција отидов во полиција и се пријавив и реков, еј, знаете што, јас сум терорист. А они ме гледаат и викат, абе Чичо, шо бараш ти овдека? Аби јас сум терорист. Бегај бе таме, кој фајде ние имаме од тебе? Ние ќе затвориме нешто што вреди, а не ти. Сега бидејќи ја не вредам ништо, решив да ви се обратам. Прво да ги побарам нашите интелектуалци и професори. Кај сте? Па да ги побарам, да го побарам господинот Миленко. Каде е? Браво, Миленко! Ја не легнувам, не станувам без да прочитам што ќе каже. За жал, немам Фейсбук, неќам да се нервирам, ама затоа пратам се. Драги мои сограѓани, драги мои македонци, ние сме уплашен народ. Уплашени сме 25 години. Зошто? Затоа што не најдовме водач. Сите водачи досега не излажа. Каде е државникот? Каде е Бранко Црвојковски државникот што е основа оваа држава? Го нема. Си зема пензиичка, си лапа 1000 евра и ни се смее. Затоа што еднаш рече, абе од ова не бива народ. Епа ние биваме, еле сме тука. Ве прашувам, дојдоа и други. Каде е Љупче Българчето? Ни соли памет како треба, а он отиде и избега. Сега, дојде Грујо наш, човекот кој можеше да биде звезда на македонското небо. Арно, то проклето, проклето да се зима повеќе од што треба, сега ќе го тури кај што не треба. И сега дојдовме на што? Дојдовме на Зоки Зајко Заев. Може ли некој да поверува дека тоа ни се случи?
a не се случи. Еве го таму е не се случува. Можеш ли некој да поверува дека ќе падне толку ниско и ќе прифати се што бараат, да не кажам од кого бараат се, за пари, за страф. Ако беа уценети овие од ВМРО, ово е исто така уценет. Уценет е со целиот клан заедно. Сите знаат кои снимале, а снимале, се снимале. Немојте да мислите дека овие таму сега, што седат во клупите и се тресат, како ќе дигнат два прста да изгубиме Македонија, дека не знаат што им е се кажано. Се им е кажано. За секого има. 25 години оваа држава е заробена. Ама ние денеска не сме заробена држава. Ние сме денеска поробена држава. Ако сме заробена, некој води гајле за нас. Мисли да има за јадење, за суд. Кога си поробен, ти си роб. Никој 5 пари не дава за тебе. А ние денеска сме робови на една клика која насила сенатори, насила која се продаде себе си. И сега, таа клика стои таму од Каршија и ни се смее. За жал ни се смее затоа што овде има повеќе бели бради отколку што има млади луѓе. Кај се нашите деца? Кај се младите? Тие деца не се свесни дека им се спрема за жал Палестина, за народот кој се бори со векови и нема власт да дојде и сотрене во едни енклави. Е, тоа не чека нас, да не сотерат во енклави и полека да не разнебитуваат. Направија договор со Бугарија. Арно, зошто тој договор не можеш да се направи? Затоа што таму стои клаузула која ќе не разнебити за 4, 5, 10 години.